Мајчинското, татковското и родителското отсуство ќе се плаќаат еднакво. Од Министерството за труд и социјална политика објаснуваат дека според сегашната нацрт верзија на текстот, идејата е сите 3 вида на отсуство да бидат платени исто како и досегашното породилно отсуство. Имајте предвид дека се уште зборуваме за нацрт верзија на Законот за работните односи. Но, да, идејата е оваа секако да бидат платени отсуства, а надоместокот на плата да се пресметува на ист начин како и за актуелното породилно отсуство. Велат од Министерството. Надоместокот за породилно отсуство сега изнесува 100% од просечната плата исплатена во последните 12 месеци. Со новиот предлог закон се воведуваат 3 нови видови на породилно, и тоа родителско, мајчинство и татковство. Имаме мајчинство од 5 месеци, тоа е во првите 5 месеци од раѓањето на детето. Понатаму 4 месеци родителско отсуство за мајката и 4 месеци родителско отсуство за таткото. Тоа значи дека мајката и таткото може да ги користат заедно, наизменично или еден по друг. Зависи од договорот помеѓу двајцата родители, така може да ги користат овој временски период на отсуство заради раѓање на дете. Исто така, како дополнување на ова право за работниците, ќе се предвиди и можноста за неплатено отсуство на двајцата родители за мајката и за таткото во траење од 2 месеци, кој што може да го користат до 8 годишна возраст на детето.